Почитувани слушатели на Македонската радио програма 3 пати Z, еве успеав да дојдам в контакт со председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров и моето барање беше да поразговараме околу Илинден, прославата на Илинден и дали беше, што рече и Прличев, дали ќе биде празник, дали беше празник и каде ќе биде и кој ќе го слави. Тодор, добар ден и добре дојавте на Македонската радио програма. Поздрав до твоите слушатели, благодарност до тебе за поканата на ова радио емисија на Македонското радио 3 пати Z во Австралија. Така, рековме околу 2-3 прашања, 3 прашања. Првото прашање ќе биде нормално прославата на 121 годишнината од Илинденското востание, 80 години од Асном. Исто така имавме тука, можеше се вклопи и 1000 години од битката на Беласица, ослепувањето на Симоловите војници македонски и битката на Херонеја. Најнапред, генерално, кој е вашиот впечаток од прославата на Илинден на ова година? Вообичаено секоја година ги одбележуваме годишнините од неколку значајни настани во ист ден, а тоа е битката на Херонеја, Илинденското востание и Македонската република во Крушево и првото заседание на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија, Асном, одржано во македонскиот манастир Свети Отец Прокорчински. Така и годинава 121 година од Илинденското востание, од Илинденското македонско востание и 80 години од првото заседание на Асном. Важни се пораките од овие два настани, затоа и чествувањето кое македонците го одбележуваат, го имаат секоја година. Низ целиот свет, во сите делови на Македонија, во татковината и во светот. Државната прослава или одбележување традиционално е во Пелинце, наместо во Свети Отец Прокорчински, поради познатите историски настани, и на Мечкин камен во Крушево. Светскиот македонски конгрес, Матицата на иселениците од Македонија, Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија во Битола и Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија Македон, традиционално оваа година 53 пат ја организираше Семакедонската средба во Трново, или традиционално 53-та светска македонска иселеничка средба и 44-та погранична средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија, меѓутоа како една и единствена Семакедонска средба Трново 2024. Да, за тоа имам посебни прашања нели за Трново и за конгресот кој треба се одржи. Најнапред сакам дали сте задоволни од пораките. Прво, еве логото кое беше борбата трае, зборот Македонија беше заменет со знамето, со вентилатор. Вообичаена е праксата на државниот протокол после промената на името да ја одбегнува неговата употреба во било која прилика и на секое место. Така и за чествувањата во Пелинце и во Крушево. Иако дополнително за поздравување е присуството и средбата на македонската председателка со председателот на Србија во македонскиот манастир Свети Отец Прокорчински во Србија. Пораките за мене се анемични. Треба малку пожестоко да реагираме македонски, за да светот ни ја разбере болката.
а тоа е промената на името на државата Македонија и промената на идентитетот на македонскиот народ. Преседан во светската историја на народите и државите. Затоа и барањата на сите македонци за одговорност на претходната власт, која со погодбата Димитров Кодзиес од 17 јуни 2018 и договорот Заев Борисов од 1 август 2017 година го променија името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Барањата на сите да се воспостави претходната состојба од она што е ништовна и во спротивност, представува флагрантно кршење на домашното и на меѓународното право. Добро, Не сум бил на средба на Мечкинкаме со години, од кога Светскиот македонски конгрес ја презеде организацијата на Семакедонската средба во Трново од 1998 година. Така да но сепак ги проследивте говорите преку македонските телевизии. Ги прочитав. Единствено говорот беше во Крушево на председателот на владата и во Пелинце на председателката на државата. Еве, јас да не ве подкопувам, меѓутоа сакам да го извадам тоа што треба. Нели народот се бореше за враќање на името, за поништување на Преспански договор и слободно се кажува името Македонија. Меѓутоа во Пелинце председателката зборуваше за Француската република наместо за Асно. За македонското востание. Знаете, Француската револуција не е национална. Таа е класна револуција. Апсолутно, нема врска со Асно. Они има дефиниран, французите имаат дефиниран национален идентитет и француската буржуазка револуција е класна револуција за укинување на привилегиите на определени касти, на буржуазијата и на клирот, наспроти народот. Меѓутоа, Македонската револуција или последното во низата на буни, востанија е национална револуција и борба за семакедонско обединување. Затоа и пораките на првото заседание на АСНОМ во манифестот се повик за ослободување и обединување на Македонија, а не на Северна Македонија. Токму поради тоа грците побара од преамбулата да се избришат одлуките на АСНОМ, затоа што во тие одлуки на првото заседание на АСНОМ е манифестот. Во манифестот многу децидно се апелира за ослободување и обединување на Македонија. И практично во Втората светска војна тој порив и тој идеал за слобода и држава, слобода на македонскиот народ и за држава Македонија, од Илинденското востание продолжува и во народно-ослободителната војна во Втората светска војна. Македонците во сите делови на Македонија се приклучуваат кон партизанските движења, не заради тоа што биле анационални или комунистички, туку затоа што се бореле за ослободување и обединување на Македонија. Тоа се и заклучоците на раководството на Бугарија, кои предлагаат обединување на Пиринска со Вардарска Македонија. Тоа се ветувањата на Комунистичката партија на Грција за ослободување до обединување на Македонија. И затоа македонците се приклучиле кон партизанските движења и во Бугарија, и во тогашна Србија, Југославија, во Грција и во Албанија, заради ослободување од фашистичката окупација, меѓутоа и за национално обединување на македонскиот народ и на Македонија. Иако, за жал, биле прелажани
и државноста на Македонија е возобновена само во вардарскиот дел на Македонија во рамките на поранешна СФР Југославија. Меѓутоа, не смеме да заборавиме дека обединувањето или учеството во Југословенската федерација не е откажување од идеалите за држава, напротив, дел од суверените права Републиката ги пренела на органите на Федерацијата. Со дисолуцијата во 1990 година, институциите на власта повторно на Македонија повторно ги вратија порано пренесените надлежности од Републиката на Федерацијата, сега од Федерацијата на Републиката, и го продолживме патот како суверена и самостојна држава. Не треба ниту да заборавиме дека референдумското прашање на референдумот од 8 септември 1991 година гласеше, цитирам, дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, завршен цитат. Без додавки и без придавки. Одлуката на референдумот е задолжителна за сите. Затоа, поаѓајќи од суверената волја, суверенитетот кој произлегува од граѓаните и ними припаѓа, а власта ја остваруваат преку представници во институциите на власта и по пат на референдум, нашето оправдување, нашето образложение во барањето за еднострано раскинување на спогодбите со Бугарија и Грција од 2017 и 2018 е дека македонците гласа за суверена и самостојна држава Македонија, не република, држава Македонија. Така, јас не сакам да ве ставам во една незавидна положба, кога се на власт СДСМ секако ги критикуваме, кога ќе дојде ВМРО ДПМН некако сме воздржани околу критиките. Пораките спрема мене сепак беа граѓански и од Мечкин камен и од Пелинце. Се спомнува македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, меѓутоа не се спомна ниту еднаш македонскиот народ. А вие претходно рековте дека и едното и другото беа национални борби. Па затоа кажав дека пораките беа анемични. Ние сме подеднакви со секоја влада на државата Македонија. И затоа ги повторуваме референдумот од 8 септември 1991 година и референдумот од 30 септември 2018 година. И сите пораки од се македонските средби во Трново до ден денес се во тој дух. Уште едно прашање имам и ќе одиме на прославата во Трново. Гледам дека ви е тешко да зборувате околу овие настани. Не, воопшто не е тешко, ниту некого го амнестираме од одговорност. Ние бараме секоја влада да ја спочитува волјата на народот и граѓаните од 8 септември 1991 и 30 септември 2018 година. Итно и безусловно да еднострано ги раскине спогодбата Димитров-Кодзијас од 17 јуни 2018 година и договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 година. Мислам, многу сме јасни и многу јасно им порачуваме на власта во Македонија да ја спроведат волјата на народ и граѓаните од двата референдуми. Да, но пак како што реков јас, многу анемично, како што рековте и вие, мислам премиерот два пати спомна Македонија и еднаш спомна кајот Бог да ја благослови Македонија, а додека, да сумирам, председателката Гордана Силјановска-Давкова зборуваше за француската револуција, што нема никакви допирни точки со или неприкладно е.
Да, револуција се случила и во Франција, меѓутоа таа е на сосема поинакви основи од она во Македонија. Да, вие како што рековте, тоа е класна борба помеѓу богатите и сиромасите. Помеѓу кастите во француското општество во Франција. А додека кај нас беше ослободување од робство, нели? Национална, да, ослободителна од робството кое 500 години владеело, а потоа продолжило преку фашизмот во Втората светска војна, германската, италијанската, бугарската окупација врз Македонија и македонскиот народ. Да, преку балканските војни, првата и втората балканска војна, нели и Букурешкиот договор. Добро, Светскиот македонски конгрес секогаш се ги застапува македонските национални интереси. Не можеме тука да се поплачиме, односно да побараме во окото раска кога имаме греда. Вие сега бевте во Трново, таму од она што можев јас Тодор да видам, ја присутни делегати од Албанија, од македонците од Егејска Македонија. Не видов од Перинска Македонија дали имаше присутни, но и воопшто не забележавме некои снимки, видео снимки да можеме да ги слушниме вашите говори. Вашите пораки. Да, вообичаено медиумите имаат резервации, особено затоа што ова е се македонска средба. Овде се вее 16-зрачното златно-жолто сонце на црвена основа, како се македонски символ. Тоа е белегот и на оваа се македонска средба. Годинава ја одржавме 53-та, односно 53-та се македонска и селеничка и 44-та погранична средба на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Ги каниме македонците од сите делови на Македонија, имаше и од Србија, имаше и од Австралија, од Соединетите Американски држави, Канада, од европските држави, од Руската Федерација, од арапските земји, секаде каде што не има, каде живееме и работиме. Да, од Перинскиот дел немавме официјално присутен, иако ги каниме вообичаено. Ограничени од финански средства, некогаш не може да поканиме културно-метнички друштва од Перинскиот дел на Македонија и затоа можеби не се присутни официјалните представници на Омо Илинден Пирин. Меѓутоа, во секој случај, пораките се македонски, важат за сите и во духот и во мислата заедно сме каде и да сме. Добро, да одвоите дел од пораките, одговорите, кој беа представник, кој зборуваше? Па, во име на владата беше министерката за финансии, Гордана Димитриевска-Кочовска. Таа по потекло е од Егејскиот дел на Македонија. Заедно е со Сдруженијата на македонците од Егејскиот дел на Македонија, со Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, Македон. Заедно сме на многу средби, ги поддржува, и тоа јавно го кажа, дека ги поддржува активностите на Сојузот, учествува колку што и дозволува времето во настаните кои ги организираме. Во име на покровителот општината Битола, присутните ги поздрави градоначалникот на Битола, Тони Коњановски, и академик Катица Ќолавкова. Поздравни обраќања има представници на организаторите, во име на Матицата на иселениците Михајло Огненовски, член на председателството на Матицата, во име на Сојузот на Сдруженијата на македонците и децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, председателот Александар Јаневски, и во име на Светскиот македонски конгрес јас лично.
Ги поздравија присутните и председателот на Единствената македонска партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, Васил Стериовски, како и архимандритот Никодим Царкњас од Дегејскиот дел на Македонија. Пораките на сите беа речиси слични, се македонско помирување и обединување за одбрана на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Независно од сите разлики помеѓу нас македонците, пород и државјанство, од сите делови на Македонија во светот и татковината, само Македонија е нашиот еден и единствен заеднички именител, само Македонија е нашиот еден и единствен заеднички содржател, без Македонија, со Македонија не има, без Македонија сите заедно ќе не снема. И затоа повикот за семакедонско помирување и обединување, бидејќи силата е во единството за одбрана на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Иконографијата е вообичаена како и твојата позадина на оваа семакедонска средба, затоа што семакедонското 16-зрачно златно жолто сонце на црвена основа е семакедонски символ. И Светскиот македонски конгрес во конекција со било која македонска заедница и организација на сите им сугерира и предлага да го прифатат 16-зрачното златно жолто сонце на црвена основа како семакедонски символ и препознатив белег на македонците во целиот свет, независно од официјалните грб и знаме на државите во кои што живееме или работиме. Бараме од владата итно и безусловно да еднострано да ги раскине договорите со Бугарија и Грција. Бараме итно и безусловно еднострано пуштање на комисиите македонско-грчката и македонско-бугарската меѓувладина комисија, кои вршат ревизија на македонската историја и многу децидно кажавме дека македонците во светот отфрлаат нова октруирана политичка историја на Македонија и македонскиот народ. Побаравме итно и безусловно на членовите на овие комисии од страна на македонската влада, која и да е, кои и да се, да си поднесат оставка за да не работат за туѓи и други интереси, бидејќи вршат велепредавство на нацијата и државата, зашто бараме кривична одговорност кон нив, бидејќи за пари како платеници вршат ревизија на македонската историја и на историјата на македонскиот народ. Добро, ајде да привршуваме со интервјуто. Се прославија, се одбележаа и 23 години од масакрот кај Карпалак. Се уште немаме официјален споменик таму. Државата се има откажано од коските, од животите на паднатите борци, на масакрираните. Па да, и годинава, како и претходните, се одбележува нападот, рекетирањето врз автобусот со резервисти од Прилеп кон касарната во Тетово, како помен и вечен спомен за убиените, масакрираните. Ниту една влада досега не превзела некои мерки да се направи некое потрајно спомено бележје, освен што се прикачува на оградата од мостот една плоча на која пишува кои се загинати и кога. Таа плоча постојано некои ја кршат, иако власта ја обновува. Да, потребно е потрајно обележје, спомен обележје, за да не може да биде предмет на демолирање од било кого и било кога. Го носиме бремето на таа војна од
2001 година. Иако моje лично мислење е дека тоа не беше војна помеѓу македонците и албанците, ниту војна помеѓу муслиманите и православните. Тоа беше симулирана војна од страна на Соединетите Американски држави за имплементација на нивни глобални интереси за своји сфери на влијание на овие простори. И не случајно беше признавањето на Тајван, кинеското вето поради тоа во Советот за безбедност за прекин на воената мисија на сините шлемови на границата за UNPROFOR забрана на прелевањето на војни действија на територијата на Македонија, единиците на UNPROFOR. Меѓутоа, сосема јасно после повлекувањето на мировните сили, веднаш интервенцијата на НАТО за бомбардирање на Србија и после тоа војната 2001 година во Македонија. За жал, поради разликите во лидерството меѓу ВМРО и СДСМ, доживеавме пораз на официјално, иако можеби силите беа сосема поинакви на воено поле и практично договорот за Охридскиот рамковен договор беше еден вид капитулација. ВМРО го имаше Министерството за внатрешни работи, СДСМ го имаше Министерството за одбрана, СДСМ примени пацификација и бојкот на мобилизацијата, поради што ВМРО го милитаризира Министерството за внатрешни работи, за да може да Генералштабот на полицијата, наместо Генералштабот на армијата, да превзема воени операции за заштита на територијата, бидејќи да подсетиме, терористичката организација ОНА во првото комунике, соопштение, објави дека врши ослободување на албанските земји од славомакедонските окупатори и практично создаваа слободни територии на Скопска Црна Гора, таму каде што презедоа војни действија. Но во секој случај сето тоа поддржано од војната база Бондстил, бидејќи без таа логистика нема шанса било што да сторат на територијата на Македонија. И затоа велам дека тоа не беше војна помеѓу македонците и албанците, ниту војна помеѓу православните и муслиманите, туку симулирана војна од страна на Соединетите Американски држави за имплементација на определени глобални интереси за своји сфери на влијание на овие простори. Така беше и 2015 во Диво населје, повторно упад од косовска територија на територијата на Македонија. Тие обиди за контролиране, нестабилност и дестабилизација се очигледни. Оно што го најавува сега премиерот за обиди за дестабилизација, ќе покаже времето кои се, со какви намери и која е логистиката на такви операции. Меѓутоа, најверојатно, заштита на криминалот позади дестабилизација или контролирана нестабилност со национални барања, кои речиси целосно и над меѓународните критериуми исполнети. Да, меѓутоа не престанале. Добро, ајде да го превршиме интервјуто со Светскиот македонски конгрес, вашата конференција, чинам дека е утре, нели? Да, утре одржуваме 34-то генерално собрание на Светскиот македонски конгрес. Само да кажам збор два дека Светскиот македонски конгрес има една одлична национална македонска позиција уште од почетокот на
независноста на Република Македонија па до ден денес и не отстапува од тие зацртани одлуки што ги имате национални македонски. Наше мото е кој ако не ние, кога ако не сега. Зарем да чекаме повторно 500 години осмалиите да се повлечат од Македонија за да се ослободиме како народ и да ја возобновиме државноста на Македонија. Имаме повеќе резолуции, ќе бидат публикувани, и тоа резолуција за името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ, резолуција за македонците и пописот во Република Албанија, резолуција во врска со барањето на Европската Унија за изменување и дополнување на уставот на државата Македонија, резолуција за формирање на македонско-горанска заедница на Косово, резолуција за геноцидот врз македонскиот народ и резолуција со која даваме поддршка на републиканскиот кандидат Доналд Трамп за 47 претседател на Соединетите Американски држави, имајќи ја предвид неговата порака од Обединетите нации дека светот не припаѓа на глобалистите, туку на патриотите и националистите. Ке го актуализираме повторно прашањето за геноцидот. Тоа ни беше порака и од Семакедонската 53-та Семакедонска средба во Трново. Ке предложиме резолуција за геноцидот врз македонскиот народ во Собранието на Македонија, во Европскиот парламент, Советот на Европа и Генералното собрание на Обединетите нации, за да го свртиме вниманието дека сите војни се со епилог етничко чистење и геноцид врз македонците и бришење на Македонија од историските читанки. Практично со Балканските војни, поделбата, окупацијата на Македонија и геноцид врз македонскиот народ, дел од културата и историјата на Македонија е инкорпорирана како државна култура и историја во земјите окупатори Србија, Албанија, Грција и Бугарија. И затоа денес речиси се е исто. Сите слават исти датуми настани личности, сите тврдат дека граничат од сите страни со самите себе, сите ги обвинуваат останатите дека им ја крадат културата и историјата. И за Белград македонците се срби, за Софија бугари, за Атина грци, за Тирана албанци. Меѓутоа, иронијата да биде поголема, ако македонците истовремено се и албанци, и бугари, и грци, и срби, тогаш неизбежен заклучокот дека и србите, и албанците, и бугарите, и грците како политички нации во основа се етнички македонци. Токму заради тоа нашата определба, која постојано ја афирмираме, дека културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации, во чие што основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, дури независно од разликите помеѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Македонската цивилизација на која што сите ние заедно припаѓаме, не може да се субституира империјата Македонија во Републиката Македонија, и затоа бевме исклучително против договорот Димитров-Кодзија, затоа што со него ексклузивното право врз културата и историјата на Македонија заев и го даде на владата во Атина. И затоа напорите на Атина во односите со Софија, ако античката историја, историјата на Македонија од почетокот до Втората светска војна е грчка и до денес во егејскиот дел е грчка, тогаш прашање на договор чие ќе биде
историјата на останатиот дел во Република Македонија. За да Софија и Тирана барат заедничка граница во Македонија, како што тоа го правеше Милошевиќ и Мицотакис, бараа граница меѓу Грција и Србија во Македонија. Мора подитно, безусловно, овие два договори еднострано да се раскинат. Да, ние не сме против политиките на добрососедство. Ние сме за историско помирување на македонскиот народ со сите соседни народи и сме за склучување на договори за траен мир и добрососедство помеѓу државата Македонија со сите соседни држави, меѓутоа врз основниот принцип на меѓународното право на суверена еднаквост, што представува член 1 од повелбата на Обединетите нации. Взаемно разбирање и почитување, соработка со сите по сите прашања од заеднички интерес, не мешање во внатрешните работи на суверените држави и реципроцитет во меѓусебните односи. На овие принципи се гради новиот мултиполарен свет, чии предводници се Кина, Русија, БРИКС, наспроти западната цивилизација. Не треба да бидеме Или е малку смешно западна цивилизација, може ли да има да се мери со кинеската цивилизација, со персиската цивилизација, египетската цивилизација? Која е цивилизација? Знаете што, ние цивилизација на Кока-кола? Да, па сите декадентни процеси во развојот на човековата цивилизација се производ на западните земји. Од робовладетелство, шовинизам, фашизам, нацизам, педофилија, родова идеологија, LGBT. Да, значи сите декадентни процеси состојби се производ на западните земји кои биле колонизатори. Да. Добро, ја сметам дека 50-те години во Холандија и во Белгија црните деца од Африка ги држеле в кафес како во зоолошка градина. Кога во Америка живееле индијанците, нашите манастири со стотици години стари ја развивале културата и писменоста. Апсолутно. И затоа корените ни се длабоки, за да не подлегнеме на било какви притисоци, за да заборавиме културата и историјата на Македонија. Не сме за ексклузивно право и затоа кажавме дека империите на овие простори, Македонската империја, не се ексклузивно право, сите сме биле делови на исти империи на овие простори. Нормално носиме слично или исто културно историско наследство и затоа се е исто. И од тука невозможната мисија да одговориме на прашањето кој е постаро, кокошката или јајцето. Независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, идентитетот не подразбира само јазик, туку име, јазик, култура, историја, територија. Секој има право да се напише својата национална историја. И затоа во овие комисии меѓу владите на Македонија со Србија, со Бугарија и Грција, бараме итно и безусловно да се распуштат, бидејќи не може да ја читаме српската, грчката, бугарската, албанската историја за Македонија во воспитно-образовните институции на државата Македонија. Добро, на крајот нашето интервју сакам да ви посакам успех и честитки за утрешниот Генерално собрание. Да, вашето генерално собрание и се надевам дека ќе ги прочитаме и резолуциите кои ќе ги испратите од утрешното собрание. Благодарам многу. Сакам
Благодарам на поканата за учество во емисијата и да упатам поздрави до македонците во роти и државенство во сите делови на Македонија, во светот и татковината, посебно во далечна Австралија. Благодариме, пријатно.